Програмата е прекината поради Play In. Марија Јовановска освои награда на Тралала, освои награда и во Словенија. Зашто станува конкретно збор, погледнете во приложение. Play In. Play-in во City House заедно со една битолчанка која освои периодов многу награди. Многу фестивали, многу држави, исто така многу убав глас. Марија Јовановска, добре дојде уште еднаш кај мене во емисија. Добре ве најдов, уште еднаш благодарам за поканата да бидам дел од емисијата. Така. Првиот пат кога ми беше гостинка зборувавме за тебе. Каква си, што правиш во текот на денот? Кажа дека си ентузијаст и морам да кажам и јас дека си ентузијаст и тоа што го каже го оствари. Еве гледаме на масата награди, медали, нешто од Словенија, нешто од тука од дома. Ајде ќе започнеме сега актуелно Тралала. Значи заврши 17-тото издание на Тралала, ти се надпреваруваше во 5-та категорија, освои 3-та награда. Колку ти ја почувствува конкуренцијата на овој фестивал на Тралала? Имаше голема конкуренција затоа што имаше учесници од 20 држави, бевме вкупно 53 учесници. Страшно добри гласови, одлични изведувачи, така што и самата манифестација сама по себе си носи некаква еуфорија, си носи некој благ притисок, некоја убава трема. Меѓутоа беше за мене одлично искуство, така што дефинитивно нешто кое што повторно би го повторила доколку имам можност. Така. Не прв пат, кажа, како што беше во Словенија прво такво искуство на фестивал, Тралала второ. Ете, кои импресии ги понесо Словенија, кои импресии ги понесо тука од Битол од Македонија? Фестивал како фестивал самиот по себе е доста голема работа да се направи, да се организира, затоа што станува збор за интернационални фестивали кои што бараат навистина голем напор, сето тоа да се среди и да личи онака како што изгледаше Тралала во Битол и како што изгледаше Бледски златен микрофон во Блед Словенија. Словенија беше големо искуство за мене, прв пат излегов на таква сцена, прв пат бев дел од интернационален фестивал. Беше одлично, беше благ притисок, како што кажав претходно, за тоа што прв пат излегувам да се надпреварувам со такви луѓе. Меѓутоа, тоа е една позитивна работа во мојот живот, многу добра точка доколку би се занимавала понатаму со ваков тип на музика, затоа што се беше одлично. Големи честитки до организаторот Сандивов кој што го организираше. Тоа е голем фестивал кој што е доста помогнат од самата држава, од самата општина. Различна култура, многу различни луѓе, многу добри изведувачи со кои што се запознав, одлично искуство. А истото можам да го поврзам и со Тралала кој што се одржа тука во Битола. Директорот Тоне Лепсовски кој што навистина се вложи доста во себе, доста во фестивалот за да го направи да личи на она како што беше тука, да ја направи сцената, да ги организира сите 53 учесници, да ја организира целата екипа за да имаме многу добар производ. Пред да го започнеме ова интервју, ми спомена дека уште од 6-то одделение си им кажала на твоите дека не сакаш да се занимава со музика. Сепак патот или како и да е несвесно или свесно те носи во овие води на музиката и ете пееш, освојуваш награди. Зошто да не се занимава со музика? Кога бев 6-то одделение, одев во нишото музичко училиште во Битола и стигнав до една точка кога му реков на моите родители дека јас не планирам да се занимавам понатаму во животот со музика, затоа нема да го завршам. Меѓутоа во некои сплет на околности, веројатно така ми се нарадило во животот, на крајот испадна сепак да се занимавам со музика досега. Не е нешто што би го исклучила дефинитивно за понатаму, за виднина, меѓутоа не знам навистина дали сакам професионално да се трасирам по овај пат. Меѓутоа не е ништо сигурно, затоа што тоа го реков и пред многу години, меѓутоа така испадна на сосем спротивното, така што не би прогнозирала сега ништо, затоа што нели не знаеме како ќе биде, а сите можности вреда да се искористат кои што ќе ги добиеме. Исто така, пред да започнеме во нашиот разговор, кажа за некои искуства од фестивалите. Кажа дека Словенија било перфекционизам од гласови. Значи, од мали до големи сите пееле без ни еден фалш. Што, не е случај на Евровизија. Што не е случај на некои други фестивали. Кој е проблемот? Ете тука конкретно кај нас ке зборниме за Македонија, за нашите фестивали. Се случува да видиме пеачи, не пеачи. Ете сега имаме момент јас имам лично момент да зборувам со пеач кој што сметам дека е навистина квалитетен. Ете, зошто тоа не е случај кај нас? Зошто не се избира така на тој начин пеачите?
Искрено не знам, би можела да дадам некој конкретен одговор за ова. Словенија, тоа што го слушнав, беа страшно добри гласови, премногу добри изведувачи. Имаше 76 учесници од 7 години до 38 години. Во мојата категорија беше до 40. Немаше еден учесник кој што имаше некоја лоша изведба, немаше никаков кикс во ниту еден изведувач. Се беше многу добро. Сите изведувачи, сите учесници сериозно си имеа сватено работата дека настапуваат на интернационален фестивал и секој сакаше навистина да го докаже своето најдобро. Сакаше да се покаже во најдобро светло. Кога станува збор за Евровизија, не знам како оди изборот на учесниците, не знам зошто се случуваат такви работи, дали веќе Евровизија може би стане некој бизнис на кој што веќе не се гледа како уметност да се покаже навистина дека некоја земја со своите изведувачки покаже вокална способност. Меѓутоа што се однесува до ваквите фестивали, интернационалните, можам да кажам дека навистина има многу добри изведувачи без разлика дали станува збор за некој дете од 7 години или пак станува збор за возрастна жена од 38-40 години. Првото искуство беше од Словенија. Таму го освојува трофеј, освојата награда, при толкава конкуренција. Ете, прв пат излегуваш на фестивал, како ја проби тремата? Дали може би имаше трема или може би немаше излезе онака да речем лабаво и ајде ќе си спеам. Како за прв настап, мислам дека го поднесев целото искуство добро, затоа што немав некоја амбиција да настапувам на фестивали, не ми беше тоа некаква замисла. Меѓутоа беше можност која што излезе и беше многу добро всушност. Таа сцена да ја почувствуваш целата големина, целата магија каде што се случува. Немав некоја трема за тоа што немав негативна трема, имав таа позитивната пред да излезеш на настап, да изведуваш некоја песна на мајчин јазик пред толку голема публика. Меѓутоа беше многу добро чувството затоа што стануваш дел од магијата, ја гледаш големата сцена, ти си дел од сето тоа што се случува. Истото беше и овде во Битола. Голема сцена, многу луѓе, многу конкуренција, меѓутоа знаеш дека ти си дел што придонесува за да се создаде таа магија. Карактерот на овие два фестивали е тоа дека се пеат препеани песни, значи песни од други изведувачи. Доста добро ги изведа овие тука во Битола, во Словенија немав можност да те слушнам, не ни видов некој видео. Се надевам ќе имам за можност да го видам тоа, но во Битола морам да те пофалам солидно. Мислам, ете, да не е петка, ќе биде 5 минус. За да имаш мотив за понатаму. Сакам да те прашам, го говорам ова за бидејќи сакам да го поставам ова прашање. Зошто немаш твоја авторска песна? Зошто ете не се движиш во таа насока да правиш твои авторски песни каде што можеш да речем на некој начин да се изразиш самата ти? Може би затоа што моментално се уште сакам да завршам една етапа во однос на моето образование на правниот факултет. Сакам да го затворам тоа поле, меѓутоа во ниту еден случај не исклучувам можноста за да настапам на фестивали или пак здрави Боже за некоја моја авторска песна. Тоа не е нешто што е избришано или пак дека нема да изведам, меѓутоа засега во плановите не е сместено. Меѓутоа кој знае, можеби понатаму ќе биде, затоа што како што излегуваат околностите, како што се преплетуваат, ништо чудно и тоа да биде. Додуше како правник ти можеш и самата авторски да си се заштитиш за сите твои права кои ги поседуваш и кои ги знаеш дека треба да ги поседуваш. Сега ќе се вратиме кај Словенија. 5 дена мислам дека беше таму така или коригирај ме ако грешам. 6 дена. Ете. Ајде, раскажи ми како ги помина тие 6 дена, каква е Словенија, каков е градот таму кај што бевте, колку е организиран таму градот, како живееше, ете фестивалските денови како изминаа таму. Најпрво почувствував голема разлика помеѓу луѓето. Македонскиот народ, словенечкиот народ, затоа што тие немаат таа наша македонска топлина, меѓутоа имаат голема култура, се многу љубезни, така што во ниту еден момент нема да се почувствувате навредени од никој. Сите се премногу културни да ве примат, да ви испратат од персонал, од воопшто луѓето во Словенија. Начинот на организација беше исто така на врвно ниво. Сето тоа, цела манифестација близко лето која што беше организирана, премногу добро, концизно, целиот концепт до перфекција се беше разработено. Се беше одлично направено, веројатно тоа е до нивната словенечка матрица, затоа што тие веројатно не име во кодот да направат таков кикс. Меѓутоа, одлично искуство, многу убава земја, дефинитивно би ја посетила повторно. Оно што најмногу ме фасцинира е тоа што се беше некако средено, се беше зелено. Сите луѓе сакаат да им биде средено и сите се борат за да направат некоја подобра средина и да го направат светот подобро место за живење за наредните генерации. И тоа можеби кај нас не се свеќе толку сериозно кога ќе видиме дека некој навистина се труди да ја заштити животната средина, меѓутоа тоа кај словенците е многу добро направено и тоа им е дел од културата.
Можеби ние ќе го примениме тоа како пример од нив. Некој ден се надевам, да, би требало за скоро. Тралала, помина. Освои неколку покани. Значи, следни планови твои се верувам и тие. Неколку покани за во неколку држави, други фестивали. Ајде, објасни ми конкретно, кои државите покани и каде планираш да учествуваш на други фестивали во иднина? Од досегашното искуство со фестивалите и тоа што го имам видено претходните години од другата страна во организацијата, практика е на интернационалните фестивали секој член од жирито, доколку сака да доде лично покани до оние учесници кои што сака да присуствуваат на домашниот фестивал. Кога бев во Словенија добив покани за да учествувам на фестивал во Италија и во Малта, а во Македонија тука во Битола добив покани за Молдавија и Литванија. Тоа се добри планови, одлични фестивали, очекувам навистина добра организација, нешто слично како ова тука веќе што го видов, можеби нешто подобро. Меѓутоа како ќе биде плановите за да се посетат тие фестивали ќе видиме, тоа е допрва ќе се доработва. Така, значи, имаш покана, на тебе останува да одлучиш на кој фестивал ќе да сум на твое место, верувам дека сите би ги посетил доколку има можност. Освен фестивалите, на кое друго поле си активна? Ете, знам дека студираш и право, мислам дека си при крај. Рече ќе ја затвориш таа етапа, кажи ми ете, што да очекуваме друго од тебе, освен овие фестивали? Чекам да го завршам факултетот, здравје Боже, се надевам што побрзо. Се уште сум волонтер во Универзитетското радио Угло ФМ, удам во градскиот женски хор Стеф Наумов Битола. Се занимавам со пеење веќе 5 години активно. Тоа ми е засега оно што сум активна, па понатаму ќе видиме како ќе се одвиваат околностите. Работиш ете неколку години со музика, вокално пеење. Дали можеби си се заинтересирала некогаш да научиш ете некој инструмент да свириш? Учев клавир да свирам, меѓутоа тоа се прекина, а не дека не би го учела повторно, доколку би имала можност и време. Имаш можност, ете колку што знам, јас сестра ти е музичарка, значи имаш дома професор. Да, меѓутоа со времето и со организацијата некако засега слабо, меѓутоа доколку можам да се организирам подобро со времето, дефинитивно повторно би го учела клавирот. Значи имаш некој искуство, имаш музички талент во тебе, можеш и самата бидеш твој композитор, можам да кажам, да си правиш песни, така да тука нема да те задржувам повеќе, ќе ти посакам само да имаш успех на секое поле. Во иднина знам дека си мултитаскинг, така ќе те наречам. Работи се и се што, затоа ти посакувам успех на секое поле и се гледаме со наредни награди и наредна прилика. Ви благодарам уште еднаш за поканата, се надевам дека ќе се видиме во уште некој вакво квалитетно издание. Се надевам и јас, фала ти, Марија. Srce ko živo, što si ima
Play in.